Почитувани гледачи, здраво, живо и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Дечиња, како сте? Добри! Во едно од минатите изданија на нашата емисија бевме специјални и ексклузивни гости во Зоолошката градина во Скопје, а денеска добра вест е што одиме повторно тамо. Ви се допаѓа идејата? Да! Ајде да видиме што се случува и што е она што не успеавме да ви го откриеме во изминатите емисии. Јас тргнувам, а вие доаѓате по мене? Ајде, почитувани гледачи, одиме сите заедно. Тргнуваме. 3-4. Је! Имаме можност повторно да поразговараме со директорот на Зоолошката градина, господинот Јорданчо Милошевски. Ајде, здраво, живо повторно. Еве да видиме сега втора рунда прашања. Подготвени сте, директоре? Како и секогаш. Супер, звездички. Спремни се прашањата? Да! Кој прв ке поставува прашање да видам? Еве, Злато, повели, кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Ирина и сакам да прашам, точно ли е дека животните имаат имиња и кој им ги дава? Ова е убаво прашање. Точно ли е дека животните имаат имиња и ако имаат, кој им ги дава имињата? Вака животните мора да имаат имиња за да се кога сакаш да го повикаш или да довикнеш нешто, да го викнеш по име, нема или ш, не е нормално. Вака сега животните кои што доаѓаат од другите зоолошки градини по пат на размена или донација или на било кој начин, тие доаѓаат со нивно ID, да речеме, значи еден вид на пасош, каде што има тука датум на раѓање, татко, мајка, потекло, родовник на некој начин, каде што е напишано името како што се вика каде што живеел. Пример да речеме леопардот кој што е дојден од Прага, мислам беше, не сум сигурен баш. Неговото име беше Јихлек. Така. Да. И сега остана да се вика Јихлек. Доколку и другите животни така се вика, доколку името е лесно за изговарање, се користи она име кое што го има во пасошот. Доколку е тешко името, да речеме, лемурите имаат многу различни имиња, пошто беа 9 на почетокот кога дојдоа. 3 машки, 3 женки, 7 машки, така да сите имаа некои различни имиња, нивни таму од кај што пристигна и беа тешки за изговарање, нели има хаху, нешто така, холандски или така да им даваме, ги менуваме тие имиња и даваме некои наши имиња, така да по предлог на некого се дава некој име. Истото се случува животни кои што се раѓаат тука, значи од лемурите од тогаш кога дојдоа си имаат родено 5, 6 или 7 лемури, така да тие кои што се раѓаат тука добиваат имиња од нас. Некој од имињата може ли да откриеме некој од имињата на животните? Па може, еве на пример сибирската тигрица се породи тука, се родија две млади индивидуи од сибирскиот тигар, едното беше машко, другото женско. Машкото доби име Путин. Тоа е по желба, значи кумот беше поранешниот градоначалник Трифон Костовски, кој што беше донатор со семејството на живеалиштето и ние го уваживме, значи него и го прашавме како сака да се вика малото тигарче. И така се вика Путин, женката, односно сестрата на Путин се вика Ана, тоа беше моја желба по мојата ќерка Ана. Така. Така да има од лемурите едно се вика Александар, Алек, така го крстивме. Значи има неколку повеќе животни има кои што им даваме имиња да може, значи да и така и ги водиме нормално во тој кога се раѓаат тука, ние правиме нивно ID, значи им ставаме имплант, односно им ставаме код по кој што животното се води во таа датабаза, податоците сите за тоа животно се под тој број или под тоа име во нашата база на податоци за животни. Благодарам. Одиме со следно прашање. Ајде да видиме. Повели, Злато, кое е твоето прашање? Здраво, јас сум Давид и сакам да прашам дали е точно дека некои животни имаат греење во зима, а некои ладење во лето. Благодарам, Давид, прекрасно прашање. Точно ли е дека имаат греење животните? Значи, вака сите животни, според тоа какви услови бараат за живење, ние мора да ги обезбедиме. Доколку бараат некој животно живее во неговото природно живеалиште, неопходно му е топлина над 23-24 степени, да речеме крокодилот, базенот треба да биде водата во него во базенот загреана, да биде околу 20 меѓу 20 и 23 степени постојано во текот на целата година. Знаеме нилскиот кој дека доаѓа од Африка и за крокодилот, нилскиот крокодил исто така од реката Нил, каде што температурата на водата е
топла каде што живее, така да и базенот тука каде што живее мора да биде по таа температура, односно загревање на водата. Пат на различни, значи се загрева или со цевки на топловодни, со парно греење, или се ставаат некои грени тела како панел плочи за да се загрее, кои што се отпорни на вода. Исто така и просторот мора да биде загреен, значи да има влага, мора да се стават растенија, бидејќи растенијата нели предизвикуваат влага во просторот, создаваат влажноста во атмосферата. Така да за ладење моментално немаме некоја потреба за ладење на одредени, односно се трудиме да има што повеќе сенки во текот на периодот во нивните надворешни живеалишта, за да може животното да се скрие под сенка од јакото сонце кое што е во текот на летото. Така и на природен начин да се заштити. Значи исто така и водата мора постојано, значи да се менува, водата за пиење која што ја користат животните мора да биде постојано да биде поладна, да чиста да биде, да не се загрева. Се менува неколку пати во денот водата. Значи најмногу се обрнува внимание што се однесува до температурата, до тоа загревање или ладење на просториите или на живеалиштето каде што живее животното, се обрнува внимание најмногу на рептилите, на влечугите, затоа што спомнав тие се поикилотермни животни, нивната температура е директно врзана со температурата на надворешната средина. Благодарам. Ајде да одиме сега со следното прашање да видиме. Ајде, еве Софи, нека биде таа следна која што ќе праша. Софи, кој е твоето прашање? Јас сакам да го прашам директорот дали одржувањето на зоолошката градина е скапо или ефтино? Така. Чини ли многу скапо одржувањето на зоолошката градина? Па вака спомнав нели претходно нешто околу финансирањето, околу одржувањето на зоолошката градина, што се однесува од финансискиот аспект. Доста кошта, значи доста скапа работа е. Така. Бидејќи не е само храната на животните, нели? Значи за животното да живее во зоолошката градина, претходно треба да има свое живеалиште. Тоа живеалиште се состои, да речеме, од внатрешен и надворешен простор или испус, каде што животното поминува преку ноќта во внатрешното живеалиште или условите кога во зима е внатре, а преку денот или преку кога е фино времето е надвор. Така да тие живеалишта двете посебно си бараат, значи да се опремат. Да се опреме, значи да би има топлина, да има вентилација, да има влага доколку треба, значи да има внатре интериер, односно енричмент, редување на самиот простор каде што живее, затоа што најмногу се обрнува внимание на интериерот во живеалиштето, како надворешно, така и внатрешно, затоа што животното мора да се чувствува, односно да ги има сите потребни елементи и реквизити кои што ќе ги користи во текот на денот, за да се чувствува убаво. Доколку не е живеалиштето по стандард направено, треба да има одредена големина, висина, сите тие работи, да се обезбедат услови за, исто така спомна светлина, значи мора да има некој прозор каде што ќе влегува светлина, односно сите тие работи ги мора да се направат по стандарди на минимум стандарди да се запазат, а тие минимум стандарди едно подно грејење да се постави на површина од 20-30 квадрати живеалиште, знаеме колку чини. Значи одржување на сето тоа, струјата е скапа, водата исто така е проблем која што ја користиме за тие водени базени, за морските лавови. Значи доста имаме трошоци во однос на сместувањето на самите животни. Потоа, односно изградбата, па сместувањето, потоа одржувањето нивно. Значи постојано треба да се одржуваат тие грейни тела, да се поправаат животните, нели постојано чачкаат, расипуваат нешто, мора да се поправат, тековното одржување исто така кошта. Храната ја спомнам е една од повисоките ставки, тие се годишни трошоци кои што мора да се набави храна. Храната значи се состои од неколку вида месо, се состои од неколку вида, реков, месо за месојадните животни, кабаста храна кај што спаѓа сено, луцерка и слама. Потоа имаме земјоделски производи каде што спаѓаат овошјето и зеленчукот, одредени зрнеста храна каде што спаѓа пченка, јачмен, трици, сите тие зрнести производи, пелетирана храна со која што се хранат одреден вид на животни, храна за прираст, храна за птици зрнеста, за папагали, мали, големи. Значи доста е скапо одржувањето и финансирањето на оваа зоолошка градина, секако не би можеле ние тоа да го постигнеме со
со само финансирање, затоа што влезницата чини доста ефтина, да кажем 50 денари, со таа влезница не можеме да постигнеме ни храната да ја обезбедиме за година дена, доколку не е градот и одредени, значи, структури кои што помагаат во годишниот буџет да се обезбедат сите овие неопходни потреби, посебно за храна, сместување, изградба на нови живеалишта, тука помага доста владата. Последниве години се гради доста, се инвестира, така да се надевам дека за неколку години ќе бидеме и членка на таа Европска асоциација на зоолошки градини и аквариуми, каде што сме кандидати сме повеќе од 5 години, треба да исполним уште неколку стандарди за да можеме да бидеме постојана членка во таа асоциација. Ви благодарам. Ајде да видиме имаме ли уште прашања. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Ефигенија и моето прашање до директорот е дали во скоро време треба да се донесат некои нови животни? Ти благодарам, Евгенија, прекрасно прашање. Директоре, ќе има ли некое ново животно во скоро време? Па ние постојано носиме нови животни, односно нови видови на животни кои што ги немало тука. Така да во скоро време ќе пристигнат неколку видови на животни од Белградската зоолошка градина. Тоа се пред се умилените меркати кај децата, тоа се животни кои што се полупустински, кои што не знам дали ги памтите, ги имавме пред неколку години. 4 индивидуи од видот меркати. Така да се доста интересни и доста привлекуваат внимание кај посетителите, посебно кај најмладите посетители и возрастните секако. Доста се динамични, атрактивни и се интересни да се гледат, едноставно да се посматраат, затоа што постојано нешто прават. Еден постојано стражари од тие меркатите, другите нешто работат, прават, гледаат и така тоа им е во генот, значи така тие функционираат. Во акција се пошто се постојано се цел на некој грабливо животно, посебно на птиците кои што можат да ги нападнат и да ги изедат во природните нивни живеалишта во Африка кај што живеат. Ти со стражар се? Да, обавезно еден од нив постојано стражари. Тоа име во генот, тука нема кој да ги нападне, нели, али така. Еден мора да пази. Да пази, да. Потоа се доаѓаат заедно со меркатите, доаѓаат и лебеди, 3 лебеди. Мислам дека се една лама индивидуа машка која што ја зедовме заради промена на крвта. Често треба да се прави промена на крв, мешање на крвта индивидуите при размножувањето, затоа да постојано да не се случуваат и инцести при размножувањето. И еден муфлон женка, затоа што имам не само мажијаци, сега донесовме женка за да добиеме потомство од нив, исто така да се размножат тука во нашата зоолошка градина. Мали муфлончиња, скопјанчиња. Така, со рогови. Во блиска иднина одиме со, следното прашање, да видиме Злато кое е твоето прашање, повели. Здраво, јас сум Нина и моето прашање што планирате во блиска иднина? Ете така, освен новите животни, планирате ли нешто во блиска иднина овде, јас имам впечаток дека никогаш не се спие, никогаш работата не застанува? Да, значи доста се планира за следната година и за наредните години. Имаме неколку крупни проекти кои што ќе променат, да кажем, за 50% зоолошката градина. Тоа се од топ 10 животните, можам да кажем дека се 3 сигурно во тие топ 10 животни. Тоа се пред се проектите кои што се во тек за носење, односно изградба на живеалиште за слон. Подолго немаме слон во Скопската зоолошка градина, мислам од 92 година или беше кога Анка слоницата угина. Така да со инвестиција на градот се почнува да се гради живеалиште за слон и слонот би требало да пристигне до крајот на оваа година да биде завршено живеалиштето и во почетокот првиот или вториот месец да пристигне слонот во зоолошката градина во Скопје. Второ, прекрасно. Да, второ изградба на живеалиште за шимпанзо, односно познатиот мајмун Коко кој што е во Холандија веќе 7 година. За него се реши исто така од градот да инвестираат, да донираат, односно да дадат пари за изградба на ново живеалиште за шимпанзо, кое што ќе биде по стандарди за да можеме да го чуваме. И со него доаѓаат уште двајца, мислам, или 2 или 3 индивидуи заедно со шимпанзо, така да исто така во истиот период до крајот на годината и почетокот на следната година шимпанзото би требало да биде во Скопската зоолошка градина. Тоа е примат, односно мајмун, човеколик мајмун и е
едно од најсовршените животни на планета после човекот. Прекрасно. Така да луѓето кои што го памтат тоа шимпанзото и мајмун, повторно ќе можат да го видат во живо, значи во Скопската зоолошка градина. И трето, изградба на живеалиште за пингвини. Пингвини во зоолошката градина во Скопје, проектот изработката е во тек. Така да негде за 6 до 7 месеци би требало и тоа живеалиште да биде изградено. Односно оваа година имаме доста за градење, доста за работа и мислам дека кога овие три проекти, овие три живеалишта, тоа е донација на владата на Република Македонија, живеалиштето за пингвини. Доста скапа инвестиција, така да нашите жители на градот Скопје и државата Македонија, пошто сме покрај Битолската зоолошка градина, која што е доста помала на 2 хектари, Скопската зоолошка градина, можам да кажам, дека ќе добиеме еден нов лик на зоолошката градина. И мислам дека со пристигнувањето на овие три вида на животни, изградбата на нивните живеалишта, дека ќе се смени доста ликот и ќе се приближиме доста до оние европски зоолошки градини. Кажавме... Во секој случај морам да напоменам дека за одржување на овие животни ни треба доста да го обогатиме кадарот на вработените, односно луѓето кои што ќе се грижат за овие животни, пошто доста специфични животни бараат доста внимание, знаење, така да мора да се испратат луѓе на едукација да може правилно да се чуваат овие животни да живеат долго во нашата градина. Така, значи соработувате со други зоолошки градини? Значи соработката е постојана. Постојана е соработката. Јас, да кажам, и мојата колешка Весна, која што се грижи околу комуникацијата со другите зоолошки градини во Европа, е постојана. Одиме, имаме меѓу соработка со нив, одиме, посетуваме семинари, обуки, така да околу кои животни да ги донесеме, зашто да ги донесеме, кога што. Така да доста е посебно е соработката со околниве, да речем со Софија и со Белград, најмногу и Загреб имаме соработка. Исто така со Нимберг, збратимениот град на градот Скопје. Доста и они помагаат од аспект на животни, можеме од тамо да набавиме некои што ни требаат. Така да соработката мора да има, тоа е една, значи, асоциација каде што сме ние, спомнав, кандидат за членки и доста ни помагат. Имаме ментор кој што доаѓа 2-3 пати годишно и ја прати нашата работа и ни кажува докаде, што, како треба да се движиме, кој правец да го фатиме, за да можеме, нели, да станеме постојана членка на таа асоциација. И за крај би сакал да кажем уште нешто. Оваа година зоолошката градина слави еден голем јубилеј, точно ли? Зоолошката градина во Скопје е една од најстарите институции во државата, формирана 1926 година од страна на биологот Караман Станко, кој што ги формирал музеот, зоолошката градина и паркот на град Скопје истовремено, така да јубилеот е оваа година, 2016 година, па промоцијата ќе биде негде на есен. Се договараме со градот, со секторот за култура, Министерството за култура, дека треба да се обележи тој јубилеј. Доста голема традиција, значи, од 20. Живи и здрави, јас сакам да кажам уште 9999 години. Фала ви многу да не радувате и понатаму, да ни ја продолжите оваа прекрасна убава бајка која веќе 90 години трае овдека во градот Скопје. Направите, значи, сите ние овдека да најдеме едно качево кое навистина посебно ќе се чувствуваме и секој пат со радост ќе доаѓаме да го посетуваме и повторно. На крај, Дарко, да спомнам, да апелирам исто така, подигањето на јавната свест кај луѓето е доста тешко ни оди, односно тука најмладите посетители, децата се тука, да пренесат на своите другарчиња или да кажат дека не треба да се дава храна на животните, да се фрла отпадокот, да се фрла во канти, да не се качува по оградите, затоа што, нели, доколку луѓето дадат храна која што не е соодветна за нив, примерно мајмуните да им дадат смоки или соленки, можат прават штета, значи може само да наштетат на тоа животно, затоа што разните емулгатори кои што се во тие продукти може да предизвикаат несакани последици на самото животно од една страна, а од друга страна доколку понесат кеса со јаболко, морков, некој вид на овошје или зеленчук, ги молам да ја остават на влезот на зоолошката градина во една посебна корпа, каде што ние потоа ќе ги земеме тие производи, продукти, ќе ги дадеме на животните, знаеме во кое време кога. Распределени ни каде што треба. Тоа што доколку дадат тие јаболко, пример, или морков на одредено животно, она ќе го изеди и после ние не знаеме животново дали е сито, преадено од некој што му дал храна или пак не е добро, не е здраво нешто.
доаѓа до забуна, така да тие моменти ви апелирам уште еднаш да не се дава храна и да се внимава на тие знаци безбедносни, каде да се оди, каде не, каде има струја. Подигнувањето на свеста многу ни значи и нас и на животните, така да секој животно кое е здраво, убаво изгледа, а доколку животното не е како што треба, нели, нема да имаш фидбек од негова страна дека тоа животно е добро. Така, ви благодарам за ова наше денешно дружење, да сте живи, здрави, па се надевам дека ќе се видиме повторно во некој од наредните изданија на нашата емисија. Поздрав до вашата телевизија и твојата емисија посебно. Ми е драго што сум гостин и што е гостин Зоолошката градина. Ало, уште еднашка да сте жив, здрав и ќе се дружиме и понатаму. А сега правиме кратка пауза. А сега имам повторно можност со Бојан Глигоровски да поразговарам, но овој пат не за зоонегователството, туку за неговата професија. Бојан, ти работиш меѓу другото и како ветеринарен техничар, да, во оваа зоолошка градина е веќе, како што нагласив и преска, веќе 5-та година. Тука сум, значи, бидејќи ги сакам животните, пред се сакам да помагам све што се дешава со нив. Јас сум тука значи како пред се да им помагам на ветеринарните доктори, моите колеги доктор Весна и доктор Коста. Значи со нив работиме тимски, смирено, како што треба да се пристапи кон секое животно. Значи едноставно кажано народски, јас сум на докторите како десна рака. Десна рака, оној кој што асистира, оној кој што помага, придржува, носи, дава, подготвува, спрема, така? Точно така. Одговорна е вашата работа? Како не, значи одговорноста е секогаш на прво место. Се грижиме, правиме све, значи за животните да ни бидат окей, пицикато тип-топ. А има ли потреба од интервенција од време на време, на пример, породување? Па јас моментално во оваа зоолошка, како што нагласив предска, само имам присуствувано на раѓањето на леопардите. Значи таму не требаше да се интервенира, да се помогне, значи самата леопардка беше свесна и самата си ги донесе на свет како и што треба. Прекрасно. Ви благодарам во секој случај уште еднашка за ова прекрасно дружење. Фала што дадовме објаснување за нашите течиња, да знаат што подразбира вашата професија како ветеринарен техничар, а сега одиме понатаму. Се враќаме повторно во разговор со Весна Левајковиќ Трајков. Овој пат ќе разговараме за твојата професија. Весна, ти како што работиш во зоолошката градина? Јас сум ветеринар. Се грижам за здравствената состојба на животните. Меѓутоа работам и во исто време сум и одговорен на оделение за едукација, маркетинг, меѓународна соработка. Прекрасно. Еве да кажеме малце поопширно за децата да можат да од поблиску да дознаат што е поточно ветеринар, дали е точно дека тој е доктор за животни. Да, јас сум доктор по ветеринарна медицина. Исто со мене заедно работи ветеринар во градината и колегата Костадин Атанасовски, меѓутоа тој за жал денес на одмор и не може да биде тука да разговарате со него. Ветеринарот е лекар за животни. Интересна и убава ли е вашата работа? Многу интересна. Посебно е интересна и предизвик самото тоа што се работи со диви животни, што не се оние животни кои што се учат на факултет, крави, коњи, овци, мачки, кучиња. Значи тука сега станува збор за малку поинаков тип на животни, каде што и самите дози и терапијата и се сосема поразлично од тоа како кај домашните. Ви си исполнили животниот сон со тоа што работите овде? Да. Сега имате можност да работите, како што рековте, со разноразни животни нели кои што не обстојат овде на ова наше поднебје, туку кои што се чуваат овде само во зоолошката градина. И сега кажете ми, нели не е исто да се лекува на пример, еве, мајмун и слон? Не е исто. Како што кажав, предизвик е бидејќи континуирана едукација и надоградување на знаењето за овој вид на животни. Значи, не е исто терапија на мајмун, терапија на слон, терапија на тигар, терапија на глушец. Како им давате терапија на овие кои што се крволочните животни? Па, претежно работата е
превентивна, значи да не дојде до некакво заболување кај животните, значи превентивно се работи и се даваат додатоци во исхраната, се внимава при изградбата на живеалиштата како да бидат направени за да не дојде до конфликт помеѓу две животни. При носење на нови животни, карантински период се стават во изолација новите животни, се вршат разни испитувања за здравствената состојба на животните, кои што се работат тековно, се прочистуваат од глисти редовно 3 пати во годината животните. Но доколку дојде до интервенција и потреба да се интервенира кај одредено животно, како што спомна кај крволочните животни, тоа се прави доколку треба инекционо да се аплицира лекот, се аплицира со дувалка. Значи има специјален начин како да се приде и до нив и да може исто тоа безопасно за ветеринарот да се спроведе и да се изврши терапија. Меѓутоа постојат и одредени тренинзи, затоа и нашите вработени работат на тренинг со животните, да тие на некој начин се навикнат на тој однос дека, например, кај жирафите, кај морските лавови, например, еве сега како што можете да забележите, морските лавови додека ги ранат, тој ја проверува состојбата на кожата каква е, на перките, дали му се добри, во устата дали има страно тело, очите дали се бистри. Така да и утре јас кога би требало да интервенирам, тој нема да прави никаков проблем. Ќе можам слободно и да го пипнам и да видам состојба на забало, на устна шуплина, очите, перките. Веќе е научен на константна и постојана контрола. Да. Колку убаво. Убаво е ли да се работи како ветеринар, еве сега за сите оние дечиња кои што ги сакаат животните и можеби сакаат еден ден да ја одберат вашата професија, да кажеме, убава ли е вашата работа? Убава е, многу убава. Убаво е да се работи со животни и да се грижиш за тие животни, бидејќи ние како ветеринари, ветеринарната професија сме тука за животните доколку веќе настаната одредена дали се работи за траума, повреда или за влошување на здравствена состојба, да интервенираме, меѓутоа сме тука и за да превенираме да не дојде до одредени состојби. Уште некои прашања би сакал кои што се деловно поврзани со вашата работа. Зошто има предупредување на многу места низ зоолошката градина да не им се дава храна на животните? Предупредување да постојат, тоа е како едно од правилата за однесување во градината, да не се дава храна на животните, од причина што не знаеме каква е таа храна што се дава. Сите животни си имаат една исхрана која што е пропишана по табела за исхрана за тие животни со одредена грамажа, килажа, зависи за кое животно како. Така да доколку се даде храна која што не е од својствена за тој вид, може да дојде до некои здравствени проблеми кај животните, кои што потоа на нас, вработените, ни прават дополнителни оптеретувања, како например може да дојде до диареја кај животните, може да настане страно тело ако голтне нешто што не е негова храна својствена, а мисли дека треба да го изеде. Доаѓа до подоа зоонегователите немаат точна прегледност дали се јаде целата храна која што се дава или останува. Бидејќи си е пропишано за кое животно колку е количината која што треба да изеде, меѓутоа доколку се дава од страна на посетителите, таа храна ќе остане, па потоа ние немаме прегледност во тоа. Што и како е направено? Значи од тие причини не е убаво посетителите да им даваат храна на животни. Не е убаво и од причина дека кај одредени животни и кај луѓето им постојат болести кои што се пренесуваат од животните на луѓето и обратно од луѓето на животните. Ме интересира значи има и такви болести кои што се пренесуваат и од луѓето на животните и од животните на луѓето. Од луѓето на животните и од животните на луѓето. Така нашите животни се здрави, меѓутоа посетителите може да бидат носители на некаква бактерија да е носител, кое што со самото давање, со самиот контакт со животните може да предизвика кај нас несакани последици. Така. Сега да ве прашам, се придржуваат ли посетителите до овие правила и прописи кои што ги има зоолошката градина? Па повеќето се придржуваат, повеќето еден дел не се придржуваат. Правилата се да не се, како што спомнав, да не се дава храна на животните, да се
придржуваат дека постои пред секој живеалиште огради, да не се преминува таа заштитна ограда, бидејќи може да дојде до некои несакани последици да помеѓу животните и луѓето и посетителите. Сепак станува збори за диви животни во најголем дел. Така да не се забранете влезот со ролерки, со велосипеди, со скейтборди. Тоа е претежно од безбедносни причини, бидејќи доколку настане некаков проблем, теренот, како што гледате на Бекатон, не е баш предвиден за со ролерки да се движат. Забранете влез со домашни миленици исто така, многу реагираат на тоа зашто не можам да влезам со домашното милениче тука, меѓутоа кај нас правилото е такво дека домашни миленици во зоолошката не влегуваат. Предпоставам да не се пренесе нека заразна болест или слично, или да се испровоцира некој живот. Може да дојде до провокација помеѓу животните, бидејќи не се навикнати да им шетаат животни пред живеалиште, навикнати се на посетители, а на животни не. Би се наврдил уште еднашка на храната. Кажавте дека вие си ги храните, се знае која количина, каква храна добиваат, но каде ја приготвувате вие таа храна? Така храната се приготвува во кујна. Зоолошката има кујна во задниот дел кај што се магацинските простори. Секој ден се приготвува оброкот за животните, зависи нели за кои животни како. Се спрема, значи појадок имаат и ручек животните. Таа храна ја припрема еден човек горе, се грижи за тоа, значи ја прима робата која што стига секоја недела, се складира таа роба таму и потоа секој дневно се припрема појадок, ручек за животни. Колку интересно, значи имало и готвач во зоолошка. Да. Тоа беше се за денес, почитувани гледачи. Дечиња, уживавте ли во ова наше денешно дружење? Да! Видовте и научивте ли многу интересни работи? Видовте ли какви прекрасни животни имаме ние денеска овдека во Скопје, благодарение на нашата зоолошка градина и сите вработени кои што работат овдека. Ајде сега да им пратиме бакнеш на сите оние кои што не гледаат, на нашите мајки, татковци, баби, дедовци, брачиња и сестричиња. Почитувани гледачи, тоа е се од нас, како што кажа за денес. Се гледаме во некое народно издание на емисијата Супер Звезда, а до тогаш бидете добри, слушајте ги мама и тато и гледајте што? Супер Звезда. Чао, 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 чао.